Здраво, јас сум Јована Андреевски. Денес ќе ве раскажам Кити и златниот тигар. Писателката на оваа книга е Пола Харисон. Главните ликови во оваа книга се Кити, Тиквичко и Фигаро. Кити е пола девојче, пола мачка. Додека уште трае денот, таа е само една обична девојче, но кога ќе падне мракот, таа се претвара во суперхерој мачка. Тиквичко порано бил едно улично маче, но бидејќи Кити има добро срце, го вдомила. Фигаро се уште е улично маче, но обожава да доаѓа со Кити и Тиквичко на нивните ноќни авантури. Кити ги добила нејзините супермоќи од нејзината мајка. Таа кога била мала исто така била суперхерој мачка кој го спасувала градот од криминалците. Супермоќите што Кити ги има се супер вид, супер слух и супер мирис. Сето ова започна кога мајка и на Кити и рекла дека наредниот ден ќе одат во музеот да го видат златниот тигар. Додека се спремале за спиење, Тиквичко ја прашал Кити што се прави тој златен тигар. Кити му објасни дека слушнала од многу легенди дека доколку си многу добар со него, златниот тигар ќе ти оствари твојата најголема желба, но доколку си многу лош кон него, тој ќе направи зли духови да те нападнат. Тиквичко бил малку вознемирен, бидејќи знаел дека во музеот животни не се дозволени, бидејќи возможно е да скршат нешто многу скапоцено, па ја прашал Кити дали е возможно додека ноќта трае, они скришно да одат и да го видат златниот тигар. На Кити се допадна идејата, па веднаш го облекла нејзиниот костум и излегла низ нејзиниот прозор. Тиквичко ја прашал Кити дали воопшто знае каде е музеот, но бидејќи Кити има супер вид, ја искористила таа супер моќ и открила каде и тргнале. По патот го сретнале Фигаро. Тој исто така сакаше да им се придружи на авантурата, па сите тројца заедно тргнале. Кога стигнале до музеот, го нашле прозорецот од кој најдобро се гледа златниот тигар. И додека го гледат и зборуваат што знаат за него, една мачка мислела дека они пробуваат скришно нешто да украдат музеот, па веднаш ја нападнала најпрвен Кити. Но Кити пробала убаво да ја објасни, точно во тој момент приметила дека некој го украл златниот тигар. Виделе дека сенката изгледала многу на куќе, па веднаш потрчале и го следеле. Но доколку сакате да знаете, дали Кити и Тиквичко успеале да го вратат златниот тигар, дали ќе се сретнат со некои нови ликови, ќе откриете само доколку ја прочитате книгата Кити и златниот тигар.